Бомбардирани сме од информации дека се разговара за потребното мнозинство, дека има разбирање за донесувањето на овој закон. Слушавме како се состануваат работни групи на партиите. Знаете што? Процедурата е гаранција за демократија. Овде пратениците треба еднаш да се изборат за тоа, навистина да бидат законодавци. Се што е неформално, вон институционално и го нема во деловникот, не води кон демократија, туку напротив кон еден друг систем. Крајно време е да престанеме, значи, со овој начин на решавање на прашањата, а пратениците треба да гласаат по сопствено уверување и да ги представуваат граѓаните, а не партиите. Правен популизам е пак да се вели дека со овој закон ќе ги решиме проблемите и ќе го отвориме патот кон Европската Унија. Зошто? Оваа реторика ја слушавме при донесувањето на специјален начин донесениот закон за специјално јавно обвинителство, кој требаше да стави крај на криминалот и корупцијата, меѓутоа завршивме во рекет. Во поглед на постапката, исто така имам забелешка. И мислам дека Венецијанската комисија тоа ќе го нотира. Ако во 2007 година Законот за јавно обвинителство бил на Венецијанска комисија, треба да оди и овој. Не може да се носи по скратена постапка системски закон. Од јавниот интерес е огромен. Мислам дека во целиот текст е добро, она што сме го учеле од номотехнички аспект, кога еднаш ќе го споменете името на државата, во заграда да одите со републиката. Оти избори идат. Мислам дека е тоа добро, тоа е за нас болно прашање, уште името нема потреба папагалски во секој член да се пишува Северна Македонија, Република Северна Македонија.